Гаранции за македонскиот идентитет и јазик, обврска и за Бугарија да ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права, пакет економска поддршка за граѓаните и стопанството, како и одложена примена на уставните измени се до отпочнување на ратификацијата на членството на Македонија во Европската унија, со што нема да има нови условувања во процесот на преговори. Ова се столбовите на кои се потпира предлогот на лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, кој побара и формирање на пакт на национално единство и истистување на ДУИ од власта. Според дел од аналитичарите, ваквите предлози се државнички и ги штитат македонските национални позиции и воедно гарантираат безбеден пат кон Европската унија. Аналитичарот Божиновски вели ВМРО ДПМН излезе со проевропски и проактивен став, каде со дадените опции ја штити Македонија. Со овие предлози, смета Божиновски, нема да се направи грешката како со Преспанскиот договор, каде што никако не сме заштитени. Втората опција која што ја дадоа вчера од опозицијската партија, исто така беше проактивна, односно со цел да се зачува македонскиот идентитет, јазик, култура и така натаму, а за кое што сите европски представници не уверуваат дека е заштитен, да се донесе во самиот Европски совет, односно од лидерите на сите членки на Европската унија, каде што е Бугарија, да се донесат такви гаранции и поносењето на тие гаранции, што би били исто така гаранции дека нема Бугарија да не блокира понатаму во нашиот европски пат, да се организираат избори и новиот парламент со целосен легитимитет да се договори за евентуална промена на уставот. Но само доколку тие гаранции се имплементират и дополнително, Бугарија да ги прифати сите оние пресуди од Страсбург. Токму за пресудите од Страсбург, адвокатот кој ги застапува македонците во Бугарија Менкиновски, вели предлозите на Мицкоски се државнички. Изјавата на господинот Мицкоски е повеќе од државничка и сметам дека имплементирањето на принципот на реципроцитет, значи помеѓу Македонија и Бугарија е можно важен. Можно важен е за евроинтеграциите, можно важен е за македонските граѓани, можно важен е за македонското малцинство кој живее во Бугарија. Значи, она што господинот Мицкоски цело време го пласира во јавноста, мислам дека беше вчера недвосмислено кажано дека принципот на реципроцитет е услов без кој не се може овие преговори да продолжат во иднина. Лидерот на ВМРО ДПМН на понудата на СРСМ за заедничка влада одговори дека би влегол само доколку ДУИ излезе и доколку уставните измени имаат одложено дејство. Таа влада би ги спровела и изборите на кои, според опозицијата, конечно ќе биде испратена во историја коалицијата на ДУИ и СРСМ.